Задолжително вакцинирање против COVID-19 за здравствените работници, како и за вработените во јавната администрација ќе предложи Комисијата за заразни болести до владата. Такви се дополнителните мерки што се планираат во борбата против пандемијата од заразата. Новите мерки ги најавува министерот за здравство Венко Филипче по одржаниот работен состанок со членовите на Комисијата. Сите вработени во јавниот сектор, во локалната самоуправа, во сите институции под овие владени институции за одење на работно место прикажат потврда за најмалку една примена вакцина или да имаат PCR негативен тест кој ќе важи најмалку 72 часа, а ќе биде направен на сопствен трошок, или ќе имаат потврда за прележан COVID не постара од 45 дена, или ќе имаат потврда од лекар специјалист дека вакцината не може да ја примат, а тоа се една од оние ретки имунолошки состојби за што ние ќе излеземе со соодветна листа на болести и специјалисти кои тие потврди ќе може да ги издаваат. Препорачуваме до овие мерки да се приклучат и приватните компании. Веќе имаме на некој начин потврда, очекуваме дека ќе може да се приклучат со оглед на тоа што од Сојузот на стопански комори стигна едно писмо со слични барања, а се со цел да се заштитат производствените капацитети и целокупниот економски процес во земјата. Понатаму, уште една мерка, препорачуваме да вакцинацијата биде задолжителна за сите здравствени работници. Филипче додаде дека се предлага новите мерки да почнат да се применуваат по 10 дена откако ќе бидат усвоени од страна на владата, за да им се овозможи на граѓаните доволен период за да се вакцинираат. Рокот за имунизација на невакцинираните здравствени работници пак се предлага да биде до 30 дена. Имаме електронски алатки, не се само хартиените сертификати, туку европските сертификати може да се даунлодираат на сите на граѓани кои користат таков тип на мобилни телефони. Има апликација која што го прикажува соодветниот QR код и има апликација која што ја контролира валидноста на тој QR код, што значи дека се елиминира можноста да имаме фалсификувани сертификати. Тие две апликации се MK Wallet и MK Verifier и ги има и во системот на Google и го има во системот на iPhone. Министерот за здравство истакна дека се очекува со дополнителните мерки да се зголеми опфатот со вакцина против COVID-19, со што процентуално ќе се покачи и бројот на граѓаните кои се имунизирани на ниво на држава. Ова треба да го намали притисокот од пациенти кои се лекуваат во болнички услови, со оглед што во моментот во болниците околу 80% од хоспитализираните се со дијагностициран COVID. Локалната самоуправа на Зрновци презема активности за подобрување на снабдувањето со вода за пиење за жителите од општината, а за што ќе инвестира сопствени буџетски средства. Се планира со инвестицијата да се изврши техничка надградба и санирање на дефектите во филтер станицата, а ќе се прочисти и доводот на водата до објектот. Заедно со директорот на КЈП Водна кула, комуналното предпријатие во Зрновци, извршивме увид на работењето на фабриката за вода во Зрновци. По извршениот увид и анализите што ги добиваме за квалитетот на водата, утврдивме низа потреби за техничко надоградување и технички поправки на делови, како и прочистување на доводот на самата фабрика, се со цел подобрување на самата фабрика за поквалитетна производство на поквалитетна вода за пиење. Веднаш се исконтактира екипи на стручни лица и договорено е за утре рано во утринските часови. Значи, за оспособување, ќе се преземат активности за оспособување на испусен вентил, прочистување на таложник во Водна кула, чистење на 4 километарски затворен доводен тунел до Водна кула. Имено Водна кула е објект кој што стопанисува ЕВН и од истиот се снабдуваат со вода хидроцентралата во Зрновци и фабриката за вода. Понатаму ќе следи, мислам, се обврзуваме за усовршување на доградба со лабораториска техничка инсталација во самата фабрика и останати потребни технички на доградување на истата. Техничките зафати во филтер станицата во Зрновци ќе се реализираат в четврток, поради што од општината ги известуваат граѓаните дека во текот на целиот ден ќе има прекин во водоснабдувањето на домаќинствата. Паралелно со подобрувањето на снабдувањето со вода, општина Зрновци реализира и други активности од областа на комуналната сфера.
Почнато е расчистувањето на земјените наслаги на речното корито на реката Зрновка во централното подрачје на Зрновци, како и чистење и уредување на комуналната депонија. Започнување со уредување на просторот покрај Морошка река, односно расчистување на дива депонија. Апелирам до сите граѓани на општина Зрновци да имаме поголема совест и свест кон стварање на диви депонии, односно да не дозволуваме со буџетски средства да го оптеретуваме буџетот на општина Зрновци и да плаќаме дополнителни трошоци за уредување на вакви простори. Со ребалансот на буџетот што на првата работна седница го усвои новиот состав на Советот на општина Кочани и со пренамената на средствата за подмирување на обврските за заостанатите камати за ученички превоз од пред 10 години, Основното училиште Никола Карев нема да може да ја реализира планираната реконструкција на осветлувањето. Средствата што биле наменети за замена на дотраените светилки во училниците, како и за поставување ново осветлување во училишниот двор, сега оваа образовна институција веќе ги нема на својата сметка. Префрлени се на доверителот на име Камати за превоз на ученици до подрачното училиште во Грдовци. На седницата на Советот на општината беше нагласено дека проектот за реконструкција на осветлувањето во училиштето ќе мора да биде одложен. Училиштето се најде сега можност, значи во плюс од 813.000, значи кога можеше да се изреализира еден проект што можеби ќе беше за 2 недели, јас бидејќи разговарав за колку ќе може тоа да биде реализирано. Требаше да оди на тендер, свикав и училишен одбор, за ова е запознаен и училишниот одбор и не смеав, нели, го повлеков сето тоа, бидејќи средствата отидоа на друга ставка. Значи имаме многу слабо осветление, дури и немаме ни осветление во училишниот двор. Значи кога можевме да нешто убаво да реализираме за самото училиште, нели, за учениците, ние тоа нема да можеме да го реализираме. Јас морав средствата да ги пренаменам и да ги ставам на ставката за плаќање на камати. Покривањето на каматите за ученичкиот превоз во Никола Карев е за периодот од 2013 година, додека главниот долг кон транспортната компанија бил веќе исплатен пред околу 4 години. Вкупната сума по основ на камати што Никола Карев има обврска да ја плати изнесува над 800.000 денари. Дополнително со ребалансот што го усвои Советот на општина Кочани, ќе треба да се покријат и каматите за превоз на средношколците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев и тоа за периодот од 2012 до 2017 година. Вредноста на долгот за средното образование е скоро за 10 пати поголем и изнесува околу 7 милиони денари. Средното општинско училиште Ванчо Прке од Виница ги почнува подготвителните активности за реконструкција на санитарните јазди, односно на тоалетите во училишниот објект. Веќе е објавен јавниот повик со тендерската постапка, во која детално се предвидени работите што треба да се реализираат, при што ќе следи комплетна замена на опремата како и на електро и водоводната инсталација. Според техничката спецификација во повикот, планирано е реконструкцијата да се реализира во санитарните простории на двата ката од училиштето. При тоа ќе се заменат вкупно 160 метри квадратни ѕидни и 70 метри квадратни подни плочки. Дополнително ќе се изработи спуштен таван со гипсени плочи, а ќе се заменат постојните 12 врати со нови од ПВЦ материјал. Исто така ќе следува замена на дотраените прозорци, а ѕидовите во просториите ќе бидат обработени со глед маса и бојадисани. Дополнително ќе се изврши и замена на постојното флуоресцентно со штедливо лед осветлување. Ќе се инсталира нова санитарна опрема и нова водоводна инсталација со придружни елементи. Веќе тече рокот за пријавување на заинтересираните изведувачи на градежните работи, а крајниот датум до кога можат да се поднесат понудите со придружната документација е до 2 декември. По изборот на најповолниот понудувач и по склучувањето на договорот со него, тој ќе има обврска преземените обврски за санирање на санитарните јазди во гимназијата Ванчо Прке во Виница да ги заврши во период од 1 месец. Пресконференција одржа Општинската организација на социјалдемократската младина на Македонија од Кочани.
Поводот беше одбележувањето на 17 ноември, меѓународниот ден на студентите, при што е упатен апел да се слушне и гласот на младите. Денес е 17 ноември, меѓународен ден на студентите. Низ целиот свет се одбележува како символ на борбата за демократско образование и сеќавање на трагедијата која се случила токму денес во 1939 година, кога нацистите погубиле 20 чехословачки студенти при протестите против окупацијата. Повеќе од 1200 студенти биле одведени во концентрациони логори, биле стрелани 9 професори и студенти, а студентските домови и универзитетите биле претворени во касарни. Овој ден за прв пат е одбележан во далечната 1941 и од тогаш секоја година насекаде во светот како ден на студентскиот активизам и глобален ден на акција, студентите низ целиот свет преку разновидни активности и иницијативи ја покажуваат важноста на тоа што значи да си студент. Ова е денот кога се сеќаваме на борбите на студентите во минатото, ги славиме нивните имиња и се обидуваме да ги сватиме резултатите од нивниот активизам. Ова е денот кога треба да погледнеме кон иднината, да се обидеме да посветиме малку внимание на борбите кои ни предстојат и да потсетиме дека најважната лекција која сме ја научиле е дека нема ништо посилно од единството. Како што кажал и самиот Стив Пол Џобс, ретко ќе видите уметник во неговата 30-тина година кој е способен да постигне нешто неверојатно. Иднината на секое општество е во иновативноста и инспиративноста кај младите. Затоа, потсетувајќи се на големината на студентите, како и на предизвиците со кои се соочуваат за да допринесат за подобра иднина, би сакале да потсетиме на неопходноста на нивниот глас, нивниот збор, нивниот апел да биде слушнат во секое време. Во одлични временски услови и подобро подготвена маршрута, членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани ја реализираа планинарската тура за искачување на врвот кај Макчалан по патека од страна на Република Грција. Успешно е освоен највисокиот врв на планината Нидже на надморска височина од 2521 метар, колку што е висок кај Макчалан. Планинарите ја посетили малата црква Свети Илија, посветена на загинатите војници кои за време на Првата светска војна се бореле во бугарската и српската армија. Во рамки на дводневната акција, планинарите од Кочани имале можности за рекреација во бањските води во Лутраки, како и забава со музика, потоа посета на црквите во близина, на кањонот кај хотелот Амопија, а за крај и прошетка во градот Воден со посета на пештерата и други атрактивни локалитети. Од планинарскиот спортски клуб Осогово упатуваа благодарност до сите учесници кои помогнале за оваа акција да заврши повеќе од успешно.